релативно мали средства за помош на граѓаните. Сметам дека и со една брза и ефикасна работа можеме да овозможиме и поголема поддршка за граѓаните, посебно за социјално ранливите категории, затоа што кризата веќе тие најмногу чувствуваат во моментот и буквално се борат со преживување во овие тешки моменти, се борат со енергетската криза, се борат со финансиската криза и едноставно примањата кои ги примаат од државата се многу мали. Ако на тоа се додаде и инфлацијата која веќе достигаме до 20%, ние имаме сериозен проблем во државата кој час поскоро мораме да го решаваме. Според мене ова е врвен приоритет во државата, да ги помогнеме социјално загрозените луѓе, затоа што не само таа 20% инфлација, тоа што е многу карактеристично за тие луѓе е тоа што храната, знаеме дека е поскапена од 30 до 100%. Знаеме дека енергијата во последните години е покачена за 40%, зборам за електричната енергија, сумарно. Тоа е силен притисок врз овие луѓе и едноставно, ако сакаме да покажеме одговорност како собрание, прва точка, според мене, треба да биде баш оваа проблематика, решавање на минимална помош на оваа социјална категорија граѓани и едноставно како собрание да покажеме зрелост и да ја почнеме конечно таа борба со кризите кои и текако притискат, а во зимно време сериозно можат да влијаат врз и здравјето на тие луѓе. Благодарам, се надевам дека пленумот ќе ја изгласа оваа моја интервенција во дневниот ред. Благодарам.